30 на дечиња од Штип заразени со варичела. Поголемиот дел од нив лекарска помош побарале изминативе неколку денови. Имаме зголемена фреквенција на пациенти со заболувањето варичела или едра сипаница, овча сипаница. И како што се вообичаено карактеристиките, тоа се работи значи за деца во предшколска и школска возраст, иако најмалиот пациент што ни беше болен беше 5-месечна возраст. Вообичаено, овчите сипаници кај дечињата први ги забележуваат родителите по карактеристичните симптоми за оваа заразна болест. Кај децата може да оди и директно со појава на осип по трупот. И е карактеристичен е осипот, кога мајките ќе го видат, значи наликува на капки од роса, и уште најинтензивен е во предот на трупот, на грбот и уште го нарекуваме дека личи како шарено звездено небо, поради тоа што во исто време може да се видат различни сипни единки, и црвенила, и везикулки, значи исполнети со бистра течност, дел од нив засушуваат, стануваат како крустички, па после отпаѓаат. За варичела кај нас се уште нема задолжителна вакцина, поради што прележувањето на болеста е задолжително. Заразените дечиња во период на прележување треба да внимаваат на повеќе работи. Да се внимава да биде облечена во чисти јалишта, во чиста просторија и задолжително е мирувањето и здравата исхрана богата со витамини. Од тие 10 дена до 15 дена за кое време заминува болест. Значи треба задолжително мирување. И секако изолација на лицата кои се болни, односно да бидат во домашна средина, избегнување контакти со другите лица. Инаку, варичелата најчесто се јавува кај дечиња на возраст од 4 до 10 години. Компликациите од оваа болест се ретки, но сепак може да дојде до пневмонија или воспаление во мозокот. За разлика од Штип, во останатите центри за јавно здравје во регионот има пријавено само 10 заразени лица, за разлика од минатата година, кога во Виница беше прогласена епидемија.